Здраво, добродовте уште едно видео, каде што ова видео ќе збориме за стапката на микробна смрт и за некои од факторите кои се важни за тоа да се случи. Сега интересно е да се забележи дека, например, почнуваме во Т0 и во Т0 имаме милион, значи 1 милион бактерии на некоја си површина. И да третираме со некој хемиски агенс, и третираме во време трајање од 1 минута, значи Т1. За време од 1 минута, всушност изумреле 90% од бактериите. И тошка, значи, ќе ни останат 100.000. Така, ако продолжиме, значи третирањето трае уште 1 минута, и сега стигнеме до Т2. Сега ќе ни останат 10.000 бактерии. Ако продолжиме со ова, значи стигнеме сега до Т3, ќе ни останат 1000 бактерии. Значи, како што може да видиме, секој нареден случај се намалува за 90%. Значи 90%. Односно една десетина останува. Односно се намалува за 9 десетини. И ова е многу интересно, зашто ако го плотираме на графа, всушност графата ќе има константна, ќе биде права линија. Сега нормално зависи како ќе ги поставиме вредностите тука на двете оски, таа може да изгледа или така, или пак да изгледа вака, или да изгледа рамно, полегната. Но важното е дека е всушност константна линија. И ова е многу интересно, дека цело време изумираат 90%, нормално на крај не може да остане една, односно може да остане една, ама ќе изумрат најчесто сите, ако вршиме стерилизација. Сега да видиме некои работи кои треба да ги земеме во обзир кога действуваме со некој хемиско средство, кои би влијале на неговата ефективност. Првата работа што треба да земеме во обзир е всушност колкав е бројот на микроорганизми. Добро, не можеме да знаеме колкав е бројот, ама од тоа зависи колку би бил успешно третирањето, дали дезинфекција или стерилизација. Например, ако имавме голем број на микроорганизми, тогашка дезинфекцијата или стерилизацијата, зависи дали се користи хемиски агенс или физички, дали се користи топлина или пак слично, колку треба да трае, бидејќи ако имаме поголем број на бактерии, потребно е подолго време за да се уништат сите. Така, например, ако имавме помал број, ќе се уништат до ова време, например, некој си време Т. Но ако имавме поголем број, ќе треба подолго време. За нормално тоа нема некоја линеарна зависност, бидејќи например ти хемиско средство ќе го распространиш врз сите бактерии, така, од еднашка ќе ставиш врз целата површина, така да колку време ќе треба за правата, толку ќе треба и за последната. Но проблемот е баш поради таа стапка на 90%. Значи цело време се намалува за 90%, и ако си започнал со поголем број, ќе треба подолго време за да се уништат, и затоа е важен бројот на микроорганизми врз кои делуваме. Друга важна работа е влијанието на средината. Значи што мислиме со тоа? Да речеме дека имаме некои микроорганизми, ама во средината во која се наоѓаат, например, доста медицински услови, например, тоа може би крв, некои повраќаници, измет или нешто слично, некоја органска материја се наоѓа дека во супстратот, да речеме да бележиме со жолто, се наоѓа околу тие бактерии, која самата таа може да делува инхибиторно врз средство кое ќе го нанесеме. Да речеме нанесуваме некое средство кое треба да ги уништи бактериите, ама например супстанцата која е активна, биоактивна, действува баш специфично врз тоа средство и едноставно го поништува неговото дејство. Дали тоа се некои липиди, протеини, некои ензими или слично, кои би го поништиле дејството на дезинфектантот или средство што го користиме за стерилизација. Може да нема да го поништат, ама сигурно би ја намалиле неговата активност, така да треба да се има предвид што пробуваме да стерилизираме или дезинфицираме. Едно од најважните фактори е времето. Значи, скоро голем број на препарати може да бидат да стерилизираат или да вршат дезинфекција ако му се даде доволно време. Например, ти ако земеш некоја бактерија, обично тераме со портокалова боја,
земеш некоја бактерија и го ставиш најдоброто дезинфекцирачко средство или што и да е, го нанесеш само например 0,1 секунда. Нема ништо да се случи, зашто едноставно нема време да делува врз бактеријата, например дали ќе уништи клеточна мембрана или ќе делува на протеините кои се наоѓаат внатре, значи времето не е доволно за хемиски да се постигне саканата цел. Така да времето е еден од најважните фактори, колку време ќе оставиме да се случува процесот, дали тоа е со топлина, со вриење, дали е тоа со некои хемиски агенти или слично. Значи времето е многу важен фактор, значи те е многу важно. И секако не забораваме, треба да знаеме со какви микроорганизми си имаме работа. Односно, што пробуваме да отстраниме. Например, може да имаш еден микроорганизам кој може да се отстрани со средство X, така. Ама имаш друг микроорганизам кој е отпорен на средство X, за него треба средство Y. Значи, природата на што ќе користиме и колку тоа ќе биде успешно зависи од самата карактеристика на микроорганизмот. Зашто имаме толков голем диверзитет на микроорганизми, најчесто имаме некои универзални дезинфекцијски средства кои делуваат врз голем опсег на микроорганизми, ама ако сакаме да бидеме ептен темелни, треба сепак да знаеме со што си имаме работа и што сакаме да отстраниме. Главните начини на кои всушност делуваат овие дезинфекцијски или стерилизациони методи е или уништување на, да речеме, на плазматичната мембрана или на клеточниот зид и со тоа би излегле надвор клеточна содржина и би изумрела клетката, или пак бидејќи не сме ограничени како со антибиотиците да не му штетиме на домакинот, може да користиме најразличен шаблон на физички методи за кои ќе збориме во наредните видеа, каде што едноставно ги уништуваме протеините, ги уништуваме нуклеинските киселини кои се наоѓаат внатре. Ќе земеме потенко вакво. Речеме на има нуклеински киселини, без кои клетката едноставно не може да функционира. И ова може да се направи толку многу начини. Например, најпросто е да речеме топлина, која е далеко користена и сега например имаме протеин кој има некоја сложена терциерна структура и толку е специфичен што мало нарушување би во конформацијата на протеинот би го денатурирал, не би имал својата биолошка активност. Например, при поголема температура водородните врски кои се образуваат помеѓу полипептидот би ослабнале, значи не може да се одржат при толкава енергија, веќе температурата е енергија и протеинот би добил некоја нова конформација, да речеме вака, некој кој е поотворен и како таков тој не може да се врши својата функција и клетката ќе изумре. Исто се случува со сите, бидејќи ензимите се всушност протеини, иако има РНА ензими, ама најчесто се протеини и ќе се наруши нејната функција и не може да действуваат биохемиските процеси на клетката и клетката ќе изумре. И тоа е принципот на кој се базираат сите стерилизирачки или дезинфекцијски методи. Едноставно се наруши некаква функција на клетката, на каков било начин, и со тоа самата клетка би изумрела. Добро, тоа беше се за ова видео. Ќе се видиме во наредното видео, каде што ќе почнеме да збориме за физички методи за контрола на микроорганизмите.